Благодарам. Почитувани колеги, почитувани граѓани, почитуван Макрадули, загодувањето е светски процес. Ке се согласиме сите, не е имена ни Македонија во однос на тој дел. Меѓутоа, единствено што успеавте како влада во овој неколкогодишен период, барем во нешто да ја направите Македонија светски првак. Тоа е во делот на загадениот воздух. Тоа е врз основа на вашите политики, односно не политики, проекти, програми и така натаму. Тешко е да се брани, јас сум свесен, на Жешко столче се седнати денес, меѓутоа ветувавте, не исполнивте, ги изманипулиравте граѓаните и ветувавте дека само со заминувањето на власта од ВМРО ДПМН ќе го решите проблемот. Еве само да ве подсетам што се говореше како поднаслови. Шилегов, Скопје ќе биде зелена престолнина до крајот на мандатот. Шилегов и Заев ветуваат дека чистиот воздух е нивна света должност. Вратете си ги маските, Шекеринска. Шекеринска, Скопје се гуши владата итно да преземе конкретни мерки. Шилегов, чист воздух и повеќе зеленило во Скопје, приоритет на новата локална власт. Богоев ќе формира екополиција во Карпош. Марин, неопходни се мерки за намалување на загадувањето на воздухот во аеродром. Димитриевски, преку гасификацијата ќе се намали загадувањето во Куманово. СДСМ, загадениот воздух е доказ за неуспехот на популистичката акција Ден до дрвото. И се што се правеше го негиравте. СДСМ најавува пренаменување на парите од панорамско тркало за спречување на загадувањето. Нити панорамско, нити го спречите загадувањето. А парите кај отида, Господ знае. Ваша изјава, Макрадули, вели вака: владата е подготвена да се фати во костец со загадувањето на воздухот. Ајде ги оставиме тие работи такви како што се. Тука има една изјава, не знам колку е точно, се сакам да ми потврдите. 16.1.2020 година. Вели вака, има една изјава, интересна. Смрт на 3000 лица во Македонија од аерозагадување. Дали е точно или не знам, колегата Горан Маневски сега спомна само во Скопје и во Тетово дека некаде 1500 луѓе умираат годишно по основ на аерозагадувањето. Сега се вели вака: Макрадули на чист воздух, а Заев купува покер машини за 6,5 милиони евра. Па вели вака понатаму: МВР преку Интерпол треба да распише меѓународна потрага по Јане Макрадули. Постои сериозен сомнеж дека заменик министерот за животна средина на СДСМ ја напушта земјава и заминал на локација каде што ќе може да ги наполни белите дробови со воздух без канцерогени честички. Тоа било 16.1.2020 година. Знам, се сеќавам кога вие се отидовте на одмор, не бевте тука, а се случуваа многу страшни работи во однос на аерозагадувањето во Скопје. А тогаш господинот Заев си купувал покер машини за 6,5 милиони евра. Благодарам. Контрреплика, заменик министр